Нови избори, стари кадри. На изборното соочување во мај, гласачите нема да бидат изненадени од понудените носители на листите. Според неофицијални информации на Алфа, додека СРСМ чекаат на одговор од УИ дали заеднички ќе настапат на изборите, а се поверојатно е дека интегративците сами ќе настапат, оти веќе се одвоја и на претседателските избори. СРСМ веќе ги имаат контурите на нивната изборна листа. Во првата изборна единица се очекува да се судрат лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски со лидерот на СРСМ Димитар Ковачевски. Според информациите во јавноста, втора на листата во оваа изборна единица, односно во тандем со Ковачевски, би настапила и претседателката на партијата ЛДП Моника Зајкова. На изборната единица 2, како и вообичаено, ќе биде министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Прашање е дали тој ќе го припати ова откако неговата матична партија го извиси за претседателската кандидатура. А прашање е и колку гласови тој би можел да повлече по скандалите во МВР, особено последниот, каде над 650.000 граѓани останаа заробани во државата, оти од министерството не набавеле образци за пасоши. Тандем со него неофицијално би била и Сања Лукаревска. Љупче Николовски, министерот за земјоделие, кој според дел од земјоделците не направил ништо да им го подобри животот, ќе биде начело на третата изборна единица. Според неофицијални информации до кои стигна Алфа, во четворката се уште нема дефинирано кој ќе биде конечниот носител, но се споменуваат имињата на поранешниот министер за здравство Венко Филипче, а втора на листата би била претседателката на форумот за жени на СРСМ Јованка Тренчевска. Во петката носител бил бившиот координатор на претеничката група на СРСМ, но и актуелен претседател на собранието во техничката влада Јован Митревски. Со него би била и министерката за култура Бисера Костадиновска Стојчевска, која стана позната откако отида во собранието позитивна на ковид да гласа во корист на СРСМ со скафандер. А во изборната единица 6, носител, според непотврдени информации, би бил генералниот секретар на СРСМ Миле Зечевиќ, а со него во тимот би бил и претседателот на СДММ Марко Михаиловски. Ова се имињата со кои СРСМ би настапиле, ако партијата на Ахмети ги одбие за заеднички да настапат на изборите. Се поверојатната негативна одлука на Ахмети би била заради зачувување на неговото гласачко тело, бидејќи Здружената албанска опозиција представува сериозна опасност за намалување на гласовите на ДУИ. ВМРО ДПМН пак, според неофицијални информации, во изборната единица 2 би настапиле со еден од подпретседателите на партијата, односно Владо Мисаиловски, додека пак во тројката се шпекулира дека можен носител е пратеникот Драган Ковачки. Албанската опозиција пак се уште ги прави листите, според извори на Алфа. Носител на првата изборна единица би бил лидерот на Демократско движење Изет Меджити. За изборните единица 2, 3 и 4 се уште се правеле анкети, а во петката би бил носител подпредседателот на Беса Патмир Лимани, додека пак Билал Касами, председателот на Беса, но и градоначелник на Тетово би бил носител во шеската.